Нашето неуморно работење значи насочување на нашата енергија и креативност кон подобрување на животот на младите. Нашите проекти за млади кои ги промовираме значат одговор на реалните потреби на секој млад човек, при тоа анулирајќи ги сите оние недостатоци кои низ годините наназад со децении се провлекувале. Нашата мисија е да градиме општество базирано на проекти кои потекнуваат директно од младите. Нашата цел е да изградиме општество во кое ќе се пронајде секој млад човек и ќе му биде пружена шанса. Во ниту еден момент не погрешивме што изминативе години од студентските денови, кога прв пат гласавме па до денес, ја дававме поддршката на ВМРО ДПМН. Реалните проекти, реалните рокови и одговорот на нашите потреби го нудеа токму тие. Така ќе биде и во иднина. Опцијата на секој млад човек е ВМРО ДПМН. Одбери го, ВМРО ДПМН. Јас сум Александар и живеам во скопската населба Аеродром. Потекнувам од просечно работничко семејство кое има скромни примања, што туку матурира во Скопската гимназија Раде Јовчевски Корчаги и по дефолт со другарите веќе одлучивме да се запишеме на финки и во иднина да бидеме програмери кои ќе работат за Google. Се зедо. Не знаевме дали ќе го завршиме факултетот, но желбата беше голема да успееме. Консултирајќи се со постарите соседи кои веќе студираа, ме подучија да аплицирам и да ја користам мерката која ја нуди владата за стимулација за упис на техничките факултети. Исполнувајќи ги условите бидејќи потекнувам од скромно семејство, веднаш бев примен на финки, користејќи ја мерката. 4 години на студии не се така малку. Бидејќи се возам со автобус за време на студиите, користејќи ја мерката за бесплатен превоз на сите студенти, точно знам кој семафор за колку секунди се отвора. Точно знам кој од моите соседи пензионери што пазари во вторник, а што во петок, и точно знам дека со новите автобуси набавени од владата се стига за 9 минути побрзо од Аеродром до Карпош, отколку со старите. Веќе сум трета година и почнав да се олабавувам од секојдневното учење. Веќе ми стана рутина, а и додека студирам одам на пракса во еминентната програмерска компанија, каде што и добивам соодветен хонорар за мојот ангажман. Па така една вечер со моите колеги од факс, одлучивме да одиме на забава на еден од најдобрите студентски фестивали, Студентфест, кој во тој момент се одржуваше на площадот ВМРО. Здогледав една преубава девојка со црна долга коса и од тој момент искрено од глава не можам да ја извадам. Се надевам дека некогаш ќе ја запознавам и ќе ми биде девојка. Довршувајќи ги моите студии, морам да кажам дека едни од најдобрите пријатели ги стекнав учејќи во читалната Браќа Миладиновци, која е веќе комплетно реновирана и модернизирана и представува култно место за сите студенти во Скопје. И морам да ви се пофалам. Таму често ја гледав девојката која ја догледав на Студентфест, но никогаш не ја пристапив. Секогаш беше со оние другарки кои повеќе збореа на глас отколку што учеа. Веќе сум голем. Ги завршив студиите со 9,9 просек. Особено сум горд и конечно решив да здигнам од учење и да прошетам некаде малку и да одморам. Владата на нас најдобрите студенти ни нуди бесплатно патување во Париз, Венеција или Барселона. Го одбрав Париз, град кој секогаш сакав да го посетам. И не сгрешив. За волја на вистината, девојката која ја догледав на Студентфест и додека учевме во читалната имала 10 просек. И верували или не, седна до мене во авион. Погодете што? Конечно се роди љубов во Париз и таа веќе ми е девојка. Лесно е кога имаш 9,9 просек. Аплициравме за вработување на 100 најдобри студенти кои ги нуди владата. И замислете, мене ме примија во Телеком, а Марина во Министерството за образование. Знаете како викаат, во здраво тело здрав дух, па токму затоа секое слободно време го користам за спорт и спортски активности. После долг и напорен ден исполнет со многу обврски, задолжително одам во една од фитнес зоните во Скопје и квалитетно го користам моето време за спорт и спортски активности. И кога веќе почнавме да живееме под кирија јас и Марина, ги видовме на телевизија УМС како го промовираат проектот Купи куќа за млади. Воедно и сакаме да им ги објасниме сите услови кои што треба да ги исполнуваат за да аплицираат на овој проект. Овој проект важи за сите млади до 35 години со примања до 900 евра за поединци и до 1300 евра за брачни партнери. Информирајќи се за тој проект во Министерството за финансии, веќе после 2 месеци аплициравме во банка и го одбравме модулот за субвенционирање за период од 8 години, 80% од месечната рата, главницата и каматата, а следните 3 години да се субвенционира 50% од месечната рата. И ни го одобрија. По само неколку дена ја одбравме локацијата на нашето ново живеалиште во Новолисиче. 400 квадрати парцела, купена по 1 евро, значише почеток на нов лист во нашите животи.
Денеска веќе живееме во нашата нова куќа. Го отплативме кредитот и имаме веќе 2 деца. Промовираме 40 проекти, кои проекти за млади, кои бидат промовирани во нашата спортска кампања. Дури 27 се со директен фокус на студентите. Нашите заложби за квалитетен образовен систем, како и отворање нови работни места, се наш врвен приоритет и во иднина. Затоа што младите се УМС, затоа што УМС се младите. Младите ќе ја направат разликата во корист на ВМРО ДПМН и овие избори.